Македонија внимателно го следи развојот околу случувањата со Южен тек, кои во секој случај не зависат директно од нас. Делот кој зависи од нас во смисла на подготовки од наша страна е комплетиран, изјави портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев по последниот развој на настаните поврзани со гасоводот Южен тек. По одлуките на Бугарија, доколку тие бидат непроменети, владата веќе разгледува можности за реализација на планираните проекти во рамките на сегашните количини и капацитети на природен газ кои може да се обезбедат. Според првичните проценки, гасификацијата на Скопје не е доведена во прашање во случај на неможност за реализација на Южен тек, посочи Ѓорѓиев. Со оглед на тоа дека покрај скопската гасификација има уште два лота за реализација на гасификацијата, од кои едниот за Источна Македонија, а другиот за Западна Македонија, според портпаролот на владата, институциите прават дополнителни пресметки. Представници на северноамерикански компании побарале дополнителни средби со министерот за странски инвестиции Џери Наумов околу утврдување на термини за посета на Македонија по презентацијата на можностите за инвестирање во Македонија, превземените реформи за привлекување на странските инвеститори и креирање на новите работни места на меѓународниот економски форум на Северна Америка во Монтреал, Канада. Наумов за време на тридневната посета на Канада се сретна со лидерите на најголемите бизнис асоциации во Северна Америка кои се интересирале за инвестирање во Македонија. За основците и средношколците денеска завршува учебната година. Годинава основното образование го завршува последната генерација осмооделенци, откако во образовниот систем е воведена деветолетката. Денеска е последниот ден и од екстерното тестирање за учениците од четврто оделение до трета година во средното образование. Утре матурантите ќе го полагаат вториот предмет странски јазик во рамки на државната матура во која се полагаат 4 предмети. Уписите за средно образование се на 23 овој месец. Владата овозможува волонтирање за сите заинтересирани студенти во завршната година од областа на правните, политичките, економските, филолошките и другите општествени науки, како и од областа на електротехничките науки во канцеларијата на председателот на владата и во генералниот секретаријат на владата. Огласи за волонтирање деновиве се објавени и за сите министерства и други државни институции. Рокот за пријавување е до 15 јуни, а волонтирањето ќе биде во период од 1 јули до 15 септември годинава. Волонтерите ќе добијат на доместок согласно законот, односно околу 4500 денари. Од 20 јуни пензионерите и во недела бесплатно ќе се возат со автобусите на ЈСП, посочи градоначалникот на град Скопје Коцета Рајановски. Пензионерите бесплатно ги користат услугите на ЈСП Скопје и во вторник, петок и во сабота. Илија Димовски веќе нема да биде директор на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМНЕ, функција што ја извршуваше од есента 2007 година. Димовски се повлекува од старата функција бидејќи со новиот пратенички мандат тој како координатор ќе ја предводи пратеничката група на неговата партија и коалицијата во собранието. Повлекувањето е од професионални причини, вели тој. Практично двете функции не може да се водат одеднаш како што треба. ВМРО ДПМНЕ веќе има распишано оглас за замена на Димовски. Најмалку 6 лица загинаа во невремето што минатата ноќ ја погоди германската сојузна држава Северна Рајна-Вестфалија. Невремето предизвика огромна материјална штета. Невремето, проследено со грмотевици, порани дождови и ветер, кој на моменти достигал брзина и до 150 км на час, зафати реон во кој живеат околу 18 милиони лица. Германските медиуми јавуваат дека погоденото подрачје наликувало на воена зона, каде имало застои во сообраќајот, а некои патишта биле непреодни поради дрва кои паднале на коловозите. Метеоролозите предвидуваат дека жариштето на невремето денеска се поместува кон централните и источните делови на Германија. Петти ден од штрајкот на вработените во метрото во бразилскиот град Сан Пауло најавија дека ќе го стават во пауза штрајкот на 2 дена. Во Сан Пауло се одржува првиот надпревар од светското првенство во фудбал. Сепак синдикалните лидери велат дека утре ќе гласаат за тоа дали штрајкот ќе продолжи и на 12 јуни, денот кога треба да започне мундијалот. Метрото е главното превозно средство за навивачите кои ќе присуствуваат на првиот надпревар меѓу Бразил и Хрватска. Работниците бараат повисоки плати за 12%, но владата вели дека нема да понуди повеќе од 8,7%. Претходно полицијата употреби солзавец за да принуди околу 100 штрајкувачи да запрат со штрајкот.
Украинскиот председател Петро Порошенко нареди создавање хуманитарни коридори за да се овозможи граѓаните да се извлечат од источните региони, каде што борбите со проруските сепаратисти продолжуваат. Планот има за цел да се спречат нови жртви во зоната на антитерористичката операција. Министерството за надворешни работи на Украина соопшти дека Москва и Киев постигнале меѓусебно разбирање за клучните делови од планот предложен од страна на Порошенко за прекин на насилствата на исток од земјата.